избираме, да речеме, за одреден суд во Македонија, не е битно во која општина. Нека си гласат граѓаните. Со тоа што на тие суди што имат положено судски испит и сакат да бидат суди да продолжат, ќе си поднесат исто како да е кога избираме градоначалници, пратеници и така натаму, на избори можеме да ги избираме, со тоа што ќе си имаме точно биографија, резиме, и сега јас ќе си ја прочитам, ќе си знам овој судија толку годишно искуство, овој судија толку годишно искуство и ќе си гласам. А вака кој? Кој ги избира? Избираат председателите на политичките криминални структури. Но тогаш тие суди би го црпеле легитимитетот од граѓаните, ама на политичарите тоа некако не им одговара. Па зато не носат таков закон. Види, ние имаме многу работи што треба да се донесат закони. Гледате самите, имаме закони кога се многу стрикни или кога се доволно стрикни, како што беше кривичниот законник, од 1 до 10 години за злоустойничко здружување, ако крадеш примерно државата, можеш да лежиш затвор. Тие си донесува закон пред години по 2 во собрание, го намали од 1 до 3 години. И после 3 години кој ќе помени, значи действото на тој закон кој ќе застари, автоматски не можат ни да те бркат и 50 милиарди евра да имаш украдено од државата. Така да, овие што ги викаме ние супер богаташи, дали се тоа политичари или бизнисмени, кои што станале со плачки од народот и од државата Македонија,